Кратки најави за денешниот дневник. Македонија го слави Денот на независноста. Градоначалникот Пецаков со честитка по повод 8 септември. Расте бруто домашниот производ, премиерот споделува позитивни економски параметри. Русија во последните напади го гаѓа седиштето на украинската влада. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимални 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и топло време со локална облачност. Во вторник во поголем дел од Европа се очекува нестабилно време под влијание на циклонска активност над Атлантикот која се движи кон британските острови и северозападна Европа. Локални врнежи се очекуваат и во северна и централна Европа. Во источна и јужна Европа ќе превладува претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во северните и централните предели со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 34 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер со брзина до 25 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 35 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен западен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со максимални 28 степени Целзиусови. Во четврток и петок претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27, односно до 26 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови.
Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 8 септември е континуитет на жетта на македонскиот народ за слобода и своја држава. Денеска мора да донесеме одлука да не ја оставиме татковината да згаснува тивко, туку со своите сили да ја вратиме надежта, истакна премиерот Христијан Мицкоски на Централната свеченост по повод 34 годишнината од осамостојувањето на Македонија. Премиерот во обраќањето се осврна на економските показатели, наталитетот и разочараноста на граѓаните од системот, кој го нарече големо потфрлање на државата. Македонија денеска го слави денот на независноста 8 септември, под слоганот од сон до реалност за вечност. Пред 34 години на денешен ден над 95% од граѓаните на референдум се изјаснија за самостојна и суверена држава. Денес, 34 години подоцна, се уште водиме битка за суверена, рамноправна, модерна европска правна држава, членка на Европската Унија, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод празникот. Во честитката до граѓаните, таа вели дека во изминатите 3 децении се соочуваме со бројни внатрешни поделби и кризи, со надворешни предизвици и со отстапки и компромиси, што не се усогласени со референдумската одлука од 91 година, со националното и меѓународното право. Патот кон правото и правдата води преку европеизирана држава, преку демократска свест, ограничена со систем на ефикасни спреги и кочници, преку компетитивна и просперитетна економија, преку партиципативна политичка култура, преку силно граѓанско општество и слободни медиуми, се вели во честитката од председателката. На крајот на честитката таа порачува дека само во европски амбиент се креира европска иднина. Денеска мора да донесеме одлука, да не ја оставиме татковината да згаснува тивко, туку со сите сили да ги вратиме надежта, радоста и детската насмевка во секој дом. Владата ова прашање го гледа како прашање на иднината на нацијата и затоа го поставува како еден од највисоките национални приоритети, потенцираше премиерот Христијан Мицкоски во обраќање на денешната централна свеченост по повод Денот на независноста. Решени сме да изградиме систем кој ќе охрабри младата генерација да остане тука, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома. Тоа значи постојана работа на политики што ја зајакнуваат довербата во државата, што нудат стабилност и чувство на сигурност, што отвараат перспектива за секој млад човек дека овде може да има достоен живот. Нашата визија
Е визија во која детската насмевка ќе биде најголемата вредност. Земја во која родителите ќе знаат дека нивниот труд и нивната љубов се вреднувани. Земја во која иднината не се гледа во иселување, туку во создавање. Најавувајќи борба да се зголеми наталитетот, подобар животен стандард за граѓаните и неселективна правда, Мицкоски се осврна и на едно, како што рече, големо потфрлање на државата, а тоа е чувството на разочараност на граѓаните од системот. Тоа незадоволство од системот е пред се поради неправедното водење на политиките, на страшно мачната транзиција, на многу силен криминал кој ја разјаде секоја силна пора во ова наше општество, на неправдите кои ги гледаа, на фактот што многумина ја водеа државата и одлучуваа за судбините на другите, а беа истовремено дел од криминалниот канцер која разјадуваше државата и се смеа во лицето на правдата. И затоа е впечаток дека тие кои нечестно заработуваат не одговараат и не лежат во затвор. Ова мора да се смени. А правдата да не прави разлика кој од каде е, кој од која политичка страна доаѓа и кој колку пари има, туку дали го прекршил законот или не, дали сторил криминал или не. И оние кои мислат или се прикажуваат за заштитени од одговорност треба да знаат дека сега или малку подоцна правдата е неизбежна и ќе ги стигне. На референдумот во 1991 година му предходеа низа историски одлуки. На 25 јануари истата година беше усвоена Декларацијата за независност од првото повеќепартиско македонско собрание, а 2 дена подоцна пратениците го избраа Киро Глигоров за прв претседател на Републиката. По референдумот на 17 ноември беше усвоен новиот устав, следеше монетарното осамостојување и воведување на денарот на 26 април 1992 година и формирањето на собствените вооружени сили. Меѓународно-правниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации земјата беше примена како 181 полноправна членка. На 27 март 2020 година Македонија стана 30-та членка на НАТО. Земјата е кандидат за членство во Европската Унија веќе 18 години, со добиена прва препорака за почеток на преговори во 2009 година. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, градоначалникот Кирил Пецаков упати честитка до граѓаните. Нека ни е честит и вековит денот на независноста на нашата татковина. На 8 септември 1991 година, единствени во намерата за да бидеме своји на своето, на нашиот трети линден, храбро, одлучно и одговорно го остваривме вековниот сон за слободна, независна и суверена Република Македонија. Наша е обврската да го сочуваме наследството за кое нашите предци се избориле, она што тие ни го оставиле да им го предадеме на поколенијата. Треба да знаеме кои сме, за да знаеме што сакаме да бидеме. Треба да знаеме што имаме, за да знаеме што сакаме да стекнеме. А сакаме и целиме кон значаен напредок на Македонија во сите сфери од општественото опстојување, подобри услови за живот на нашите деца. Сите заедно да допринесуваме за доброто на демократска и мултиетничка Македонија. 8 септември е ден за љубов кон нашата татковина, да ни е вековита Република Македонија. Стои во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков. Македонија меѓу 5 европски земји со највисока стапка на раст на бруто домашниот производ. Премиерот Мицкоски на пуштањето во употреба на уште еден дел од автопатот Кичево-Охрид сподели неколку позитивни економски параметри.
Државава се искачи меѓу 5 европски земји со најголема стапка на раст на бруто домашниот производ. Во вториот квартал македонската економија има реален раст од 3,4%, рече премиерот Мицковски. Споделувајќи ги позитивните економски параметри, премиерот потенцираше дека изминативе 7 месеци извозот расте многу побрзо од увозот, а со извозното ориентирање се намалува трговскиот дефицит. Ако минатиот квартал, првиот квартал бевме на 4-тото место, сега го делиме 3-тото место со Хрватска. Пред нас се Ирска и Кипар со 3,6%. Исто така дозволете ми да ви информирам дека мерките на владата и активната работа која што ја правиме изминатиот период генерира нови 10.000 работни места. Беше пуштен во употреба дел од автопатот Кичево-Охрид на потегот од селото Кримештани до главниот туристички центар. Со ова заврши изградбата над 50% на една од најтешките делници во државата. Денес имаме меѓународен аеродром Свети Апостол Павле автопатски поврзан, што е огромна работа. Двата аеродроми во Македонија да бидат автопатски поврзани, како би се зголемил и авиособраќајот, на кој што многу работиме, се зголемим бројот на туристи кои што доаѓаат во Македонија, на луѓе кои што сакаат да прават бизнис или луѓе кои што едноставно сакаат да ја посетат државата. Ова е една од најтешките делници кои што е правена во Македонија. Зошто е најтешка? Поради тоа што се прави на постојан асфалт, на постојан патен премин. И вториот проблем кој што беше огромен, а тоа е што поминува низ 5 населени места. Тоа се Мешеишта, Требеништа, тоа е Горенци, Оровник и Подмолје. Изградбата на автопатот Охрид-Кичево започна во февруари 2014 година. Проектот имаше бројни недостатоци и застој со години. Последниот рок за негово конечно пуштање во употреба е крајот на 2026 година. Утре промоција на фотомонографијата Свето таинство на уметникот и фотограф Зоран Летра во 12 часот во Лапидариумот. Во уметничката фотомонографија се поместени 90 фотографии со мотиви од Охрид и 9 текстови од еминентни уметници, професори и истражувачи. Свето таинство е во издание на општина Охрид, а ќе биде промовирано од охридскиот поет Славе Ѓоргодимовски. Мислам дека е едно доста зрело дело, кое ме одразува мене како човек и како... И морам да нагласам дека цела монографија е врзана со бројот 9. Деветката во разни религии, во разни традиции, во разни духовни светови има посебно значење, тој го нарекуваат и ангелски број, поблиску си до универзумот, Фибоначи спиралата е во некој стил на број 9, тоа е еден фотографски елемент, но сепак духовноста што сакав и се обидов да ја ставам тука за читателите на оваа книга, да ја осетат тајните на Охрид. Тајните на Охрид се величествени. И зато мојот универзум е тука и зато јас малце навлегов во тие тајни и убаво е да се плива во тие тајни. Исто сакам да кажам дека книгава има 90 фотографии, 9 текста, 9 подтекста, 9 автори кои пишуваат за мене, дури и дебелината на книната е 9 мм, ширина и висина е 225, тоа е 2,2,4,5,9, малку ризи од и сето тоа е врзано на 9. В 2025 2,2,5, сето тоа е 9. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.